Федерација на фармери на Република Македонија ширум нашата држава организира низа на трибини заедно со Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието, каде наш гостин е директорот на истата магистар Игор Златков и до Симпекс Битола со представникот Христина Фуна, финансиски менаџер на Симпекс, кои во ова прилика се и спонзори на цел овој караван кој се организира низ нашата држава. Во соработка со нив, на нивно барање се организира оваа трибина за да може да се представат подобро пред нашите земјоделци, да ја представат својата широка палета на производи. Како што кажавте, значи оваа трибина, ова е веќе петти ден од овие трибини. Започнавме со трибини најпрво во Преспанскиот регион, конкретно во Ресен, во Прилеп, во некои околни места околу Битола. Имавме посета на Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Делчево, Карпинци. Сега сме тука во Босилово, од тука заминуваме за Валандово и Гевгелија, каде завршува овие наши каравани во овој дел од нашата држава, меѓутоа не и караваните кои ќе ги организираме и понатаму во Битолскиот регион, меѓутоа и во останатите делови на нашата држава. Во оглед од она што досега имавме прилика да го видиме на трибините, генерално нашите земјоделци се задоволни од она што го нуди нашата држава како помош. Меѓутоа искажа и низа на своји проблеми кои ги имаат при самото аплицирање, при можностите за искористување на истите. Меѓутоа и како најголем проблем, значи произлева почетниот влог во искористувањето на оваа програма. Значи од програмата конкретно во овој дел Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието на овие трибини ги представува можностите и условите за аплицирање на истата. Значи Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието исто така и до Симпекс го нуди онај дел изработка на деловен план што е потребен за аплицирање при истата. Значи од страна на ДО Симпекс се представени сите оние машини, приклучни механизации или системот капка по капка кој влегва со оваа програма во, како што знаеме, градинарство, воштарство, сточарство. Во тек е 10-тиот повик од ИПАР-1 програмата, кој што е воедно во 2007-2013 година, понатаму се планира ИПАР-2 програмата, кој што ќе трае од 2014 до 2020 година. Огромен е фондот на средства кои што треба да се искористат. Од тие причини одлучивме да направиме трибини на кои што поблиску ќе ги запознаеме земјоделците на начинот на аплицирање, услови, кредитирање и искористување на средствата од ИПАР програмата. Се може да се аплицира по три мерки. Тоа е мерката 101, односно обновување на земјоделска механизација, потоа мерката 103, која што значи производни и откупни центри и изградба, и на крај мерката 302, односно диверзификација во рурални места. Интересот е зголемен во поглед на другите повици, посебно во мерката 101, но што е за наше изненадување и мерката 302, што представува изградба на угостителски објекти, хотели, ресторани во рурални места. Тоа е добро затоа што таа мерка 302 има многу голем лимит на искористување на средства над 3 милиони евра, додека кај земјоделската механизација, како и вообичаено, интересот е зголемен, затоа што на народот веќе му е потребна нова механизација. Во последните повици по националната програма и по ИПАР програмата се поделени над 1600 трактори само за последните 5-6 години, што значи веќе го обновуваме земјоделскиот машински парк во државата. Кои може да аплицираат? Може да аплицираат сите оние земјоделски стопанства кои што се занимаваат со градинарство, лозарство, воштарство и сточарство. Потребни критериуми се да имаат 0,2 декари градинарски култури или пак 0,2 хектари градинарски култури или 0,3 хектари лозови и овошни насади. Сите оние кои што имаат сточен фонд со земја исто така може да аплицираат. За жал не може да аплицираат поледелците кои што имаат житни индустријски култури, вклучувајќи го тутунот, но сепак во следната програма ИПАР-2 ќе можат и поледелците да аплицираат, што значи националната програма веќе ги трга од нивните критериуми за земјоделската механизација и сите се префрлаат во ИПАР-2 програмата. Ние сме сега вака по овие трибини заедно со Агенцијата за поддршка на земјоделците и со Федерација на фармери, се со цел да има повеќе апликанти да се искористат што може повеќе средствата од ИПАР. Она што Симпекс сака да им го понуди на земјоделците, тоа е квалитетна механизација, затоа што се работи за европски фондови кои бараат стандардизација на квалитетот и
да речем да го стигнеме тој европски квалитет, така да ние се залагаме да нудиме и таква опрема која е во европски рамки на прво место. Она што можеме да го понудиме на земјоделците како помош и што сметам дека не истакнува пред конкуренцијата се кредитните производи кои ги имаме со неколку банки, така да им излегуваме во пресрет на земјоделците и нашите клиенти да им посредуваме во добивањето на финансиски средства, кое досега еве по сите трибини беше истакнато како најголем проблем.